И некаде пред крајот на ова денешно издание на Утринската на Тилма можеме и официјално да ја најавиме нашата соработка во текот на оваа сезона со Филхармонијата на нашата земја, една навистина прекрасна институција чија што концертна сезона официјално стартува утре, а тоа е 6 октомври. Со концертот кој што е насловен Зорнина, токму утре се отвора и новата концертна сезона на Филхармонијата која што годинава е насловена Дамар на слободата. Малку повеќе детали за сето она што не очекува, верувајте имаат бројни новитети, ќе ни раскаже во продолжение Симона Гајдовска, која што инаку е асистент продуцент во Филхармонијата. Симона, добре ни дојде. Добро утро, ви благодарам за поканата. Добро ве најдов. Да, ние со твоите колешки, со Тина, со Мери зборувавме дека треба да ја обновиме нашата соработка, бидејќи навистина кај публиката имаше голем интерес за сите активности кои што ги има Филхармонијата и многу ми е драго што еве можеме заеднички да ја навиме официјално вашата нова концертна сезона, стартува од утре, па во пресрет на истата да честитаме и да им најавиме на гледачите што секи имаат можност да гледаат во текот на целата сезона, меѓутоа конкретно што е предвидено за утрешниот ден, големото отворање. Така, утре ја отвораме новата концертна сезона која што носи наслов Дамар на слободата, односно пулсација на слободата. Најпрво би кажала за насловот и за концептот на целата сезона. Насловот произлезе од последниот концерт од минатата сезона кој што носеше наслов Слобода. И таа слобода се однесува пред се на своевидното ослободување од пандемијата, меѓутоа највеќе на слободата на духот, слободата на изразување, слободата на живење и слободата која што ни ја дава музиката. А која што ни беше неопходна на сите, особено во ерата на пандемијата. Значи, од тука сите наслови кои на концерти оваа сезона ќе носат архаични зборови и преку изборот на зборови даваме акцент на заборавените зборови и нурнуваме подлабоко во ризницата на македонскиот јазик. Утрешниот концерт насловен е Зорнина, што тоа значи и што секи имаат можност оние кои што нели ќе се набават навреме билети и нели ќе присуствуваат утре вечер во Филхармонија да слушнат. Значи, утрешниот концерт е посветен на еден од најзначајните композитори во историјата на музиката, на гениалниот Волфганг Амадеус Моцарт. И за прв пат на нашата сцена ќе прозвучат 3 клавирски концерти во една вечер заедно со увертирата од операта Свадбата на Фигаро. Гости ќе ни бидат виртуозните пианисти Алексеј Володин и Едит Пења, а за диригентската палка е маестро Гудни Емилсон од Исланд. Така што ги покануваме сите љубители на класичната музика. За прв пат доаѓаат во нашата земја? Да, за прв пат настапуваат со Филхармонија. Солистите не се за прв пат, а диригентот е за прв пат. Одлично, ретка можност и прилика да се присуствува и токму тоа можат да го направат нашите гледачи утре вечер со почеток од 20. Часот предпоставувам, Симона, тоа е стандардниот термин кога нели започнуваат концертите. Она што би сакала во следниот период, во следниве минути нели да го прокоментираме, ние темата си насловивме какви се концерти ќе не очекуваат оваа нова концертна сезона. Имате бројни новитети. Сега не знам дали да почнеме со новитетите или можеби да ги најавиме поголемите музички имиња кои што веќе ги знаете, а не очекуваат до крајот на сезоната. Како сакаш? Може да ги најавиме имињата, меѓутоа јас би се вратила малку на самото отворање и би кажала дека пред се од 19:30 започнува свеченото отворање на сезоната со промоција на CD дискот, новото издание на Филхармонија, Филхармонија во срцето. Меѓутоа една значајна новина е што од годинава Филхармонија има соработка со Кинотека на Македонија и во заедничка соработка денес има проекција на филмот Амадеус на Милош Форман, така што ги покануваме сите љубители кои што се во можност. Тоа е денеска од колку часот? Да, од 20 часот во Кинотека на Македонија. Да го проследат тој филм кој што е посветен на генијето на музиката Моцарт. Што би значила таа соработка во иднина, дали често ќе се даваат да речем ваков тип на филмови кои што се нели поврзани со гостите, со приказната која што ја носи Филхармонија во оваа сезона, да се даваат филмови во Кинотека. Ќе биде тоа на долгорочно ниво или можеби само за стартот? Па за почеток имаме повеќе од 2 години испланирани со соработка која што ќе биде не само преку проекција на филмови тематски поврзани со нашата концертна програма, меѓутоа и со заеднички проекти. Нема да откривам се, нека остане како тизер дека ќе има проекција на филмови заедно со жива изведба на оркестрот. Одлично. Што е со најмладата популација? Знам дека никогаш не ја заобиколувате. Детските концерти се исто така присутни и нешто што кај нашиот народ на мој големо задоволство се доста барани и доста посетени. Ќе ги имате и оваа концертна сезона?
Апсолутно, меѓутоа првично да ги кажеме сите солисти кои што ги очекуваме. Оваа година имаме врвни диригентски имиња, маестро Конрад Ван Алфен, Емил Табаков, Миријан Кукунаишвили, маестро Боријан Цанев, Џијан Емин, Виктор Митревски, а од солистите ќе настапат многу солисти од Македонија, кои што на наша радост, дел од нив се членови на нашиот оркестар, а тоа е виолинистот Владимир Костов, виолинистот Даниел Лазаровски, чембалистката Цветанка Созовска, која што живее во Холандија, тенорот Благој Нацовски, обојската Гордана Јосифова Неделковска, но ќе имаме и гости, виолинистот Кирил Трусов и пианистот Лука Чамаруги. Овие се концертите кои што се на редовната концертна програма, меѓутоа дел од нашата концертна програма се концертите за младата публика, односно за деца. Во рамки на една сезона варира бројот на концерти, меѓутоа не е никогаш помалку од 4 или 5. До крајот на оваа сезона може да најавиме 3 концерти, од кои што едниот е традиционалниот новогодишен детски концерт и уште 2 други, меѓу кои што ќе имаме гостување на продукција од Бугарија. Кога веќе Симона ги спомена гостувањата, наскоро ве очекува гостување во Белград. Така, ми спомена, Да. зашто станува збор, кога патувате, тоа ќе биде, предпоставувам, по утрешното отворање, можеби ќе споделите импресии со тамошната филхармонија? Така, да, значи вториот концерт на нашата сезона, Далга, кој што ќе се одржи во Скопје на 12 октомври, е истиот концерт со кој што гостуваме во Белград. Гостувањето е во соработка со Белградска филхармонија. Овој концерт е огромно значење за нашата институција и е историски настан за сите нас. Гостувањето е во Коларац, ќе се изведе прекрасна програма на која што диригент ќе биде маестро Габриел Бебешелија, солист е Рафаел Агире, гитарист од Шпанија, ќе се изведат композиции од Петровски, од Родриго и од Чајковски. За кој ден рече дека ќе биде тоа? На 14 октомври во петок. Да, можат луѓето кои што се таму Апсолутно. или ги носи патот таму, зашто да не Да. бидат сведоци Да. на ова ретко доживување. Да, ексклузивен настан. Да. Од огромно значење. Во однос на билетите и во однос на она што веројатно сакате да го истакнете годинава, ми спомена дека се, нели, да речам, се е некако дигитализирано и електронизирано по пандемијата многу повеќе. Билетите претпоставувам достапни и онлайн, меѓутоа и на билетара. Но што е со QR кодовите кои што сакаме да ги промовираме оваа сезона? Така, за сите љубители и следачи на работата на филхармонијата можат да се информираат повеќе на нашата веб страна filharmonia.mk и концептот оваа година е да се придружиме на светските текови на зачувување на животната средина и непотребното Да не се печатат. трошење на печатени материјали. Значи сите материјали кои што ги промотивни, кои што ги објавува филхармонија може да се најдат на нашиот сајт. Значи нема веќе да печатиме програми, туку има објавено на сите наши објави и има поставено QR кодови кои што може да се скенираат и внатре се гледа комплетната биографија на солистите, програмата и останатите информации. Истото тоа ќе биде на истиот принцип, ќе се објави и магазинот оваа година. Магазинот е едно филхармониска здание кое што го издаваме во последните неколку години. Главни виновници за магазинот, чија содржина се интервјуата и значајностите поврзани со гостите, композитори, солисти и диригенти, кои што се во рамките на една сезона. Го објавуваме 3 пати во рамки на една сезона и главни виновници за постоењето на магазинот се директорката Тина Иванова и колешките музиколози Ангелина Димовска и Јана Коловска-Бојович. Да, верувам дека го опипале пулсот на народот и она што вистинските влюбеници на филхармонијата го сакаат и чувствуваат и веројатно заради тоа е издаден и магазинот кој што знам и од лично искуство дека навистина е доста баран. Во однос на ова што споменавме дигитализација и дека сакате да, нели, да ја заштитиме на секој можен начин или животната средина, дали од минатата година некако тоа почна да се провлекува, колку луѓето се расположени, нели, сето тоа да функционира на телефони. Мислам дека, нели, оние кои што се чести посетители веќе знаат, но да најавиме за овие новите кои што планираат, нели, да бидат се почесто во филхармонија, дека не е нешто сложено, дека сите имаме веќе мобилни телефони и многу едноставно со скенирање на QR кодот да стигнат до бројни информации. Па веројатно зародишот на таа идеја на дигитализација на комплетните материјали кои што беа печатени се провлекува од
периодот на пандемија. Воопшто не е комплицирана. QR кодот постои една апликација читач, меѓутоа на дел од мобилните телефони со самата камера. Со самата камера функционира, со читањето на кодот носи директно на нашата веб страна filharmonia.mk, кај што може да се најдат сите детали, информации, новости. Се е достапно и се може да многу прочитаат. едноставно и многу полесно и појасно за употреба. Да. Симона, пред да ти испратиме, само да го споменеме и вашиот официјален YouTube канал, каде што исто така нема да остане неактивен. Ќе се имитуваат таму репризни изданија на концертите. Веројатно сите оние кои што не успеале да стигнат на премиера, сепак ќе имаат можност и начин да ги проследат. Од пред неколку недели наназад почнавме во недела во 20 часот да објавуваме по еден нов концерт од минатите сезони. И исто таа идеја остана од времето на пандемијата, кога Филхармонија беше единствената институција која што не застана, не пристана со работа. Одевте онлайн. И концерти во живо, нормално по сите протоколи и онлайн, стриминг на нашиот YouTube канал, и одлучивме дека е добро да ја задржиме таа пракса, така што ги поканувам сите љубители на класичната музика и кои што ја следат Филхармонија, да го следат и нашиот YouTube канал, да побелат на нашата веб страна, да си набавите билети исто така онлайн преку веб страната, меѓутоа и на билетарата на Филхармонија, и да не ја пропуштат нашата возбудлива сезона со многу интересни концерти и концепти. Да. Многу убаво срочено. Фала ти многу за ова убаво интервју. Да ги поканим уште еднаш заеднички гледачите. Утре, 6 октомври, започнува официјално новата концертна сезона, како што спомена и Симона, ќе биде многу возбудлива и убава. Верувам дека ќе биде вистински предизвик да дојдат луѓето и да уживаат во концертите кои што годинава ќе бидат на репертоар. Симона, ти благодарам многу и со тебе некако ја заокружувам оваа денешна утринска на Тилма, а она што пред малку го споделив, ќе го повторам. Од тука некако ја стартува и нашата соработка, утринска на Тилма и Филхармонија, и често ќе бидеме во можност да делиме билети за нашата верна публика, која што исто така е влюбеник во класичната музика. Ви благодарам за поканата и се радуваме на соработката. И успешна концертна сезона ви посакуваме. Ви благодарам.